Економски развој, бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата и зачувување на македонскиот национален идентитет. Ова се главните приоритети на владата предводена од Христијан Мицкоски. Со стратегијата која почива на 3 столба – силна држава, економска ренесанса и демографски развој, може да биде постигната целта – земјава да биде подобро место за живење во кое младите ќе останат, а иселениците ќе се вратат. За битката на овие 3 фронта ќе биде потребно зајакнување на институциите, борба против криминалот и дистинкција помеѓу политиката и бизнисот. Политичарите да се занимаваат со политика, бизнисмените со бизнис. Ќе биде потребна стратегија за зајакнување на економијата и нулта толеранција за корупција. Треба јасен план, јасна порака, што треба да ја пренесеме од малата, но со големо срце наша татковина на секаде во светот. Јас сум убеден дека тоа ќе го направиме како влада и ќе се повикам на по мене најголемите умови, а тоа е Македонската академија на науките и уметностите, да седнеме заедно колку е тоа потребно да мислиме, да пишуваме, да работиме заедно со сите алатки кои што им се потребни, да дефинираме една стратегија и правец каде сакаме да се движиме. За еден од главните приоритети, членството во Европската Унија со зачуван идентитет, поле на кое досега земјава беше многу пати понижувана и уценувана од соседите. Мицкоски е дециден дека ќе ги брани интересите на Македонија и внатре и надвор и нема да води сервилна политика како што тоа го правеле неговите претходници. Новиот поцврст однос кон Бугарија се чувствува уште од доаѓањето на власт, а стана очигледен кога за разлика од владата на СДСМ и ДУИ, Мицкоски ја урна фалсификуваната теза на официјална Софија дека за време на Втората светска војна Македонија не била окупирана, туку само добила администратори. Вистината е само една, единствена и неделлива. Немаше администратори, туку окупатори. И таа историска борба не беше против одредени народи, ниту против одредени држави, туку против фашистички режим кој беше поразен од Европа и слободарските народи, меѓу кои беше и македонскиот. Мицкоски порача дека пред Македонија стојат многу предизвици, но со решителност и цврсти позиции може да се изоди патот и, како што рече, да се изгради државата за која сите сонуваат.